Пеколно високите температури деновиве ги испразнија скопските улици, а донесоа изголемен број пријави за колапси во итната медицинска помош. Оттаму велат дека 8 пријави во просек дневно имало само во текот на претходната недела, а со покачувањето на температурите кое следи, се очекува бројката да расте. Како што велат, најзасегнати се хронично болните и диабетичарите, но ризик од колапс има кај сите категории граѓани. За претходната работна недела имавме големен број на колапси на јавни места. Делумно тие колапси имавме 250 отприлика интервенции, од кои 106 беа хитни интервенции. Од дел од тие хитни интервенции отпаѓаат на сообраќајните незгоди, кои што се во голем број и секако и колапси на јавни места имаме. Негде као околу 8 до колапси во дневно. Хроничните болни, секако срцевите болни, тие болни што имаат аритмии, исто така и диабетичарите и малите деца се една од најзасегнатите категории на луѓе. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат покачување на температурите во текот на неделава. Пикот ќе биде во четврток кога ќе достигнат до 40 степени. Незначително освежување ќе има од петок во попладневните часови кога се очекува појава на дожд и грмежи, а од сабота намалување на екстремно високите температури. Во петок се уште ќе се задржи топло време со дневна температура во интервал од 31 до 39 степени. Во попладневните и во вечерните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а веќе во деновите од викендот ќе имаме стабилна временска состојба, но пад кај дневната температура. Според сезонските прогнози на УХМР, месец јули ќе биде надпросечно топол во однос на изминатите 30 години просек. Од Институтот за јавно здравје апелираат граѓаните да не се директно изложени на сонце во периодот од 11 до 17 часот, да се носи лесна облека и да се пијат повеќе течности, како и да се избегнува внесувањето алкохол и кофеин, а доколку почувствуваат вртоглавица или замор, веднаш да се јават на броевите за итна медицинска помош 112 или 194.